Добар ден! Дојдовме до средината на циклусот емисии Моја историја, 15-та епизода. За мене дојде неверојатно брзо. Летна досега опфативме многу теми, тоа беа темите како што се за Еразмус програмата, волонтерство, закон за млади, невработеност, миграција, медиумска неписменост, лажни информации опфативме, социјализација, дигитално насилство, дискриминација и ред други теми кои што ги засегаат првенствено младите, но општо ги засегаат и сите гледачи и жители на Македонија. За почетокот да ги проследиме поентите од претходната епизода, а потоа се враќаме со денешната тема. Бегуваме во една антропогена ера, каде што човекот влијае значително врз климатските промени. Што значи дека ние сме сега еден од главните фактори кои што предизвикуваат да се случуваат овие климатски промени. Она што е добро е што се повеќе и повеќе се користи сончевата енергија, имаме големи капитални инвестиции, каде што и државата и делумно и приватниот сектор инвестираат во искористување на сончевата енергија за енергетски потреби. Се движиме на глобално затоплување од повеќе од 2,5 степени Целзиусови. Ова е многу и значи дека не се движиме според траекторијата како што треба и дека треба да направиме многу повеќе како би го ограничиле порастот на глобалните температури под 1,5 степен Целзиусов. Во делот на Европската унија им планира до 2050 година да биде климатски неутрална, што значи да имаме нула емисии на стакленички гасови, а во исто времено да бидеме до 2050 општество кое што ќе биде целосно отпорно на климатските промени. 9 мај представува европски символ на единство. На тој датум 1950 година тогашниот француски министер за надворешни работи Роберт Шуман го презентира планот за создавање една организирана Европа како опција да се задржи мирот. Шумановата декларација се смета за официјално, односно за почетокот на формирањето на денешната Европска унија. Со декларацијата на Шуман се повикува на воспоставување на поредок во кој што повеќе нема да има место за судири и конфликти. Повеќе од 6 децении Европската унија се исправува пред сериозни предизвици. Инклузивност, толеранција, праведност, солидарност, недискриминација. Тоа се вредностите на Европската унија и сите членови на Европската унија мораат да ги почитуваат. На почеток, пред да ви ги представам гостите, предлагам да видиме малку повеќе за Европската унија, а потоа одиме со дебатата. Европската унија представува заедница од 27 европски држави, меѓусебно здружени со единствена цел – работите и животот на своите граѓани да биде подобар, полесен и посигурен. Идејата за вакво здружување се појавува во периодот по катастрофите од Првата и Втората светска војна, како стремеж и желба за обнова на Европа и за отстранување на можноста од нова војна на европскиот континент. Се започнува по основањето на Европската заедница за јаглен и челик. 6 држави – Белгија, Германија, Франција, Италија, Луксембург и Холандија – увидоа дека е подобро да соработуваат наместо да војуваат. Преку договор за соработка и взаемна помош, познат како Договорот од Париз, во април 1951 година, овие држави меѓусебно ја олеснија трговијата, царинската регулатива и ја зацврстија економијата преку заеднички пазар, а здружувањето доби ново име – Европска економска заедница, која се ратификуваше со договорот од Рим во 1957 година, а стапи во сила на 1 јануари 1958 година. Подоцна името беше променето во Европска заедница, а со договорот од Мастрихт во 1992 година се создаде Европската унија. Така, со текот на времето, Европската унија еволуираше од трговско тело до економски и политички ентитет. Денеска, Европската унија брои 27 земји членки и повеќе од 60 години функционира како најголем мировен проект, а во 2012 година беше добитник и на Нобеловата награда за мир.
Земјите членки на Европската Унија работат заедно и се стремат кон иста цел. Мир во Европа, подобар и поубав живот за луѓето, фер пристап кон сите, почитување на јазикот и културата на секој човек, силна економија и заедничка валута. Тие делат и заеднички вредности: демократија, човекови права, владење на правото, недискриминација, инклузија. Заснована врз 4 слободи, Европската Унија овозможува движење на луѓе, стоки, услуги и капитал. Со договорот од Шенген во 1985 година и основањето на Шенген зоната во 1995 година, како област без граници, луѓето можат слободно и лесно да патуваат од земја до земја, да ги обавуваат своите деловни обврски, да се школуваат или да ги задоволат своите туристички желби. Но Европската Унија игра важна улога и во светот на многу начини. Преку взаемната трговија на увоз и извоз на стоки и услуги и помага и на светската економија да продолжи и обстои. Тоа им помага на милиони луѓе кои живеат во посиромашни земји надвор од Европската Унија. Се обидува да го направи светот побезбедно место на живење, каде што луѓето се третираат праведно и се почитуваат законите. Што значи Европската Унија за Северна Македонија? Поддршка и финансиска помош во сите сегменти од општествениот живот, се за подобар и полесен пристап на граѓаните кон нивните стремежи и иднина. Повеќе од 49 милиони евра за образованието, вработувањето и социјалните политики. Повеќе од 116 милиони евра за транспортот. Околу 123 милиони евра за заштита на животната средина и климатските промени. 614 милиони евра за инвестиции за развој преку програмата ИПА-2. 75,36 милиони евра за поддршка на 162 проекти на граѓанските организации. Општинските проекти поддржани со 212 милиони евра. Околу 300 милиони евра наменети за 350 проекти на министерствата и државните институции. Европската Унија останува најголемиот донатор на нашата држава. Така, овој пат во студиото имаме чест да ви ги представам следните гости. Неговата екселенција, господин Давид Гир, амбасадор на Европската Унија во Македонија. Welcome. How are you? I'm very well, thank you. Very happy to be on this program. Наистина ми е мило што сум на оваа програма. Имам видено неколку епизоди. Значи пред камерите и се разбере и со гостите тука со кои се имам сретнато на неколку наврати. Имаме Борче Стаменов, основач на Донирај компјутер. Здраво, здраво Борче. Здраво, здраво. Денис Јанкуловски, некои од вас може би го знаат како космонаутко. Тој е медицински техничар во Центарот за јавно здравје. Како сте? Одлично, прекрасно. Се гледа едри, ведри, се. И го имаме Александар Матовски Цако, активист. Како си? Супер. Ете, сите сме супер, сите сме добри. Да видиме само малку муабети за Европската Унија. Амбасадоре, ќе почнам со вас. Гледајќи, значи, од гледна точка на Европската Унија, какви лекции научивме од историјата до сега? Јас мислам дека видеото кој што сте го спремили беше многу добро за запознавање со Европската Унија, само ако можам сега да го наместам. Навистина беше многу убав воведен дел. Луѓето од мојата генерација всушност, значи кои што ја преживеле Втората светска војна, и ние всушност порасавме со самото разбирање дека принципот е дека никогаш не треба да имаме таква деструкција, такво ниво. Значи, како што веќе беше кажано во видеото, значи принципот е дека треба да признаеме дека сите сме меѓусебно поврзани и значи може да успееме само ако соработуваме заедно. Така да Шумановата декларацијата која што вие ја спомнате на францускиот министр, значи не кажуваше, не даде план за 10, 20 или 30 години, тоа што каже дека треба идејата за војна, значи треба да е нешто незамисливо и може да го направиме тоа само го направиме невозможно и значи треба да најдеме сфери во кои што можеме да соработуваме. Чекор по чекор,
практична соработка која што всушност креира солидарност и значи всушност кај што сме стигнали, како што се каже на самото видео, имаме една унија, една заедница која што е најуспешниот мировен проект во нашата историја, всушност светската историја, која што промовира демократија, човекови права и добро владење, која што всушност во 2012 ја доби Нобеловата награда, имаме и економска сила, единствен пазар, кој што се исто така четирите слободи, 4,15 милиони значи корисници, на вистина еден единствен пазар, луѓе кои што живеат, студираат, патуваат преку широм Европската унија. Исто така е огромен и играчи во самиот развој, 50 милиарди евра на годишно ниво за развој. Тоа е всушност најголемиот провайдер во светот. И друга работа која што не е целосна расправа, затоа што Европската унија така поставува стандарди во многу сфери. Пример во сферата на животната средина, широм Европската унија поставува стандарди за употреба на водата, на воздухот, на храната и различни сфери. Всушност кога ќе одите на плажи во Европската унија, тогаш квалитетот на водата е како резултат подобрената вода всушност е резултат на такво законодавство и политики кои што ги поставува Европската унија. И тоа е што всушност е многу важно да се земе водство на клучните глобални прашања, да одбереме само една, значи еден од најголемиот предизвик нашите времења тоа е промената на климата, климатските промени. Значи како што веќе кажано во и претходните епизоди, целта е да се постигне значи неутралност на емисија на диоксид, на јаклеров диоксид до 2050 година. Европската унија има водство во таа сфера. Значи усвојува многу сериозни политики се со цел да дојдеме тоа цел, меѓутоа исто така и во меѓународно ниво. И оваа сила на регулација, оваа улога што има Европската унија, позитивна улога во самиот свет на вистина е неверојатна. И исто така значи ги има влијание на нашите животи во практичен начин, меѓутоа така ни помага да изградиме нашата иднина. Во моментов, со какви предизвици се соочува Европската унија? Кој е најголемиот предизвик сега? Видите, навистина е многу добро прашање. И јас мислам дека сите ние се соочуваме со огромни предизвици. Имаме можеби значи екзистенцијални промени како климатските промени, исто така имаме конкурентност широм светот, економска, политичка, дури понекогаш војна конкуренција. Имаме и нови технологии, значи кибернетика, исто така вештачка интелигенција. И тие се исто така огромни предизвици. Значи можам да ви дадам една целосна листа на предизвици со кои Европската унија треба да се справи. Меѓутоа, ако може, мислам повторно, ако подразмислам климатските промени, затоа што целта е да се дојде до 2050 на климатска неутралност. Всушност ви треба трансформација на само економијата. Не е само исполнување на некои цели, се работи за енергетика, меѓутоа исто така се работи за тоа како ние ќе се справиме со растот и исто така за обновливата енергија, процесот на рециклирање. Треба значи да видиме дали значи имаме општества кои што се напредни, меѓутоа тие што се назад. Навистина тоа е еден масивен предизвик кој што ќе мора да го адресираме, да се справиме и ние ќе работиме на таа сфера со Западен Балкан и како втора сфера, мислам дека е многу важно да протошиме значи да и ние самите значи да изградиме отпорност. Пример ќе треба да се вратиме од 2008 година, финансиската криза, притисокот кој што беше врз еврото тогаш, значи успеавме да го надминеме тоа, меѓутоа постојат и други значи работи за кои што треба да изградиме поголема отпорност. Никош не знаеме што може да ни се случи. Кој можеше да погоди или да предвиди за оваа пандемија. Затоа ни треба голема отпорност. И трета работа за која што би сакал да кажам е многу важност. Кога имате значи нима организација, имаме една земја која што се базира врз демократските принципи. Значи не можете здраво за готово да ги земете. Мора константно да ги надградите. Исто така одговорност и отчетност треба да се повтори цело време и треба да се обнови цело време. Значи тие се трите најголеми предизвици кои што се соочуваме. Оваа година повторно имаше Европеец на годината, награда која делегацијата за Европска унија од 2019 ја доделува на поединци, не кажам кој се дискретно ќе ги погледнам само, или организации по повод Денот на Европа. Може ли да ни кажете на кратко како се станува Европеец на годината?
this is a really exciting award, I think. Многу возбудливо, And, мислам дека I think the idea from мислам our дека perspective самата was how can идеја we од наша перспектива е како можеме ние да дадеме пример на луѓе кои што се инспиративни, кои што може да донесат промена, затоа што покажуваат чин на солидарност, понекогаш многу се мали, меѓутоа кога ги додадете еден после друг, ќе видите дека нивниот придонес е огромен. Всушност тоа што основно се случи, ова беше започнато во 2019, како што веќе кажавте. Во 2020 не можеме за жал заради пандемијата, меѓутоа ова година одиме напред. Тоа што правиме всушност имаме процес на преселекција на луѓе кои што ние и Europe House или Европска куќа мисля дека се многу проминентни и има дадено придонес и потоа останува работата на вас, всушност на луѓето на социјалните мрежи кои што гласат за да ги одберат кандидати. Така да во овој случај оваа година исто така една различност, разноликост на тема ги одбравме, затоа што многу работи се случуваат. Исто така има многу позитивни вести. Европеец на годината во категорија здравствени работници, во категорија млади активисти, категорија заштита на животната средина и имаше една вон категорија ствари кои што се додели, пошто немаше каде да бега човекот, мораше да му даеме нешто за тоа што го направи. Ја ќе почнам, да речеме вака, да не гледам, од Цако ќе почнам. Значи вака, Александар Матовски, ти си активист, во себе носиш една позитивна приказна во која главни ликови се секогаш лицата со посебни потреби, особено со Даунов синдром. Кажи ми, знам дека целата приказна е почната директно лично од тебе. Кажи ми нешто за твојата приказна. Јас ќе почнам од дека се родив 91 со Даунов синдром, но по причината никогаш не е била пресудна да не успеам денеска. Понатаму се записав во основно училиште, како и во средно, да си го заокружив процесот на инклузија во Македонија, која почет 1998 година, за да денеска се вработив, а пред да се вработам бев на факултет. Тоа значи дека цел образовен процес ја го имам поминато. Така, кажи ми, ти си пример дека се рушат стереотипи се повеќе и повеќе и на повеќе полиња. Кажи ми, која е точно твојата борба? Зашто се залагаш ти? Пресем, јас водам емисија, јас сум Цако. Таа емисија се залага за правото на лицата со пропреченоста, особено како што вие казавте во првото прашање, со лицата со Даунов синдром, се темели на приносите на Европската Унија, бидејќи ја обработувам темата инклузија, обработувам тема поврзани со културата, како што успев да видам едно од видеата, бидејќи јас сега се гледам видеа. За тоа е емисијата поуспешна и секој мој текор да се не дискриминираат лицата со попреченост, него да се подадат рака, може би тоа е мотото мое за што се залагам. Така. Сега би сакал да погледнеме еден прилог пред да ги зазбориме малци другите наши гости. Имавме една дебата со млади амбасадори и средношколци по повод на Денот на Европа. Направивме еден краток прилог за тоа и мислам да го погледнеме сега. For me, European Union means new perspective and better standards for the youth. Is an opportunity for education. Connecting with young people and peers. Exploring new cultures. The European Union for me means freedom. It's a bridge that connects the diversities. First idea came up in the year 1950. 71 years old. 71. For 70 decades and making the life better. Average age in the European Union is 43.7 years. It can depend on what we think of
Yes, I believe that EU is connected with the youth. Through Erasmus Plus projects. European Solidarity Corps. The Young European Ambassadors Network is a good example of that. Find out more at the EU Youth Portal. Even though I've heard of the European Youth before, I don't know the goals of this organization. Did my own research and found out how amazing and helpful they actually are. It's all about strategy. The European Youth Goals. Definitely I heard about it. They're helping us develop new skills and knowledge. Investing a lot of time, money, effort, and resources. The EU has helped Western Balkans establish peace, stability, and economic prosperity in the region. the European Union is helping and supporting projects in the Western Balkans to use renewable energy in order to protect and save the environment. The European Union has been a tremendous help for the Western Balkan countries. The majority of my peers are not familiar with the European Youth Goals. Only a small fraction of them know. Sadly, only a few peers of mine are truly aware and essentially familiar with European Youth Goals. However, I guess that's what we are for. But it is time to learn more. Through various activities, we should work on popularizing them. Одлично речено. Космонаутка. Денис Јанкуловски, навидум обичен човек, навидум медицински техничар во центарот, во Центарот за јавно здравје по вокација, но кога ќе го облече своето космонаутско дело, станува космонаутко. Кога ќе се каже нели за луѓе во првите борбени редови, сите имаме замисла нели за хирурзи како сечат, но всушност буквално во првите борбени редови бевте вие. Одевте од куќа до куќа и правевте брисеви за да се утврди дали пациентите се болни од ковид. По прв ред од тоа нема. Да. И плюс во целата таа мака што имавте еден редовен стрим, секое сабајле си имавте, поредовен дури од нашите јутјубери, можам да кажам, пуштавте музика, зборувавте и го разведрувавте тоа сивило кое што им долго време не обвиваше сите. Кажете ми вака на кратко, ако може на кратко или на долго, како на кратко со две реченици би опишале претходната година? Турбулентна, значи во секој случај многу различна, преполна со најразлични емоции. Имаше многу убави моменти, имаше тажни моменти, во секој случај тажните моменти се малку подставени, негде во некој фолдер многу подлабоко, за да некогаш кога ќе заврши сето ова сепак да им се посвети малку внимание. Многу работи, многу убави работи се случија, значи не можам веројатно се да набројам, самото космонаутко кое што веќе ме препознаваат како така, името кое што ми го дадоа децата. Потоа сите оние насмевки, сите оние дочеци од страна на децата кои што беа со цртежи, со чоколадни бомбони, со не знам со што едноставно. И секако, веројатно, најубавите моменти се оние кога ќе го слушнав од многу луѓе, познати и непознати, супер сум, оздравев, преживеав, тешко беше, меѓутоа го поминав, така да премногу работи кои што се случија на тоа поле. Од друга страна има и работи кои што вклучително и ова самата награда е како дел од целата приказна, така да има многу за зборување. Како изгледа технички ме интересира процесот кога веројатно ви дојавуваат дека треба да отидете нели на бојно поле и вие? Па тоа најчесто се налози, значи од страна на докторите кои што веќе се креирани. Начелно знаеме, значи имаме ние агенда каде што треба да посетиме и почнуваме со облекувањето, односно подготвувањето, полна борбена опрема, скафандер, сето тоа и одиме на терен со максимална заштита. Тоа не мора да го потенцирам затоа што тоа е основата на правилно функционирање и правилно земање бриз и нормално правилно извршување на работната задача. Имало денови каде што, не знам, сме поминувале, да речем, стотици километри. Буквално некој пат мислам дека имаше ситуација како да сум отишол до Охрид, што во секој случај многу пубаво ќе беше да отидеш до Охрид. Да,
Меѓутоа, таква беше ситуацијата, едноставно се програмирав дека така ќе функционирам. Не знаев колку ќе трае, се програмирав дека ќе заврши тогаш кога ќе заврши. Со надеж дека многу побрзо и ќе завршеше, односно барем сега многу побрзо ќе заврши. Имав тривија од сопругата моја, ми каже дека не сте се заразиле со ковид. Досега да чукнам во дрво, во две дрва, да. Ја ќе чукнам од дрво. Во две дрва досега не се зарази, веројатно е сето тоа резултат на максималната заштита, затоа што првенствено е за мене. Јас мислев ќе кажете нешто 4 капки од Нешто, ова да, масло, од- 6 да, капки ова, да, секој да. сабајле третина авокадо И ама не е тоа. малку мет една лажица мет. Да, да. Да, меѓутоа мора така да се функционира, затоа што не сум само јас кој што треба да се заштити, имам една цела армија од семејство, од пријатели, од сите оние кај што одам. Така да чукнам во дрво, досега супер оди, се вакцинирав и веројатно комплетно ќе бидам супер заштитен. Нема. И носевте честитки на пациентите за Нова година? Тоа беше многу интересно. Како дојде идејата? Јас секој пат си ја кажам на вистина, стварно како на сонда ми дојде идејава, пошто многу ми фалат пријателите, децата и возрастните, меѓу кои мојот другар, ептен другар, дури и братче си го викам Цако. Значи многу имам јас такви дружби со дечиња, со лица со необични, со посебни потреби, со нетипичен развој и многу дечиња нормално со типичен развој. И сето тоа ми фалеше, затоа што тие дружби ми ги немаше. И дојдов на идеја едноставно да направам нешто на кој што начин пак ќе се зближиме. Се обратив до Медјаши, првата детска амбасада, кој што кога ја слушна идејата, тие не праша ништо друго, освен ми рекоа колку ти требаат. Кога, каде, колку? Да, колку ти требаат. И почна целата приказна благодарение на многу, сакам да кажам, на моите пријатели од пошта, значи чичковците поштари буквално до секој дом одеа и ги носеа. Дури и тие ми бараа, значи давај што повеќе, јас каде што одев бев и цифрата со која што завршивме со честитки беше 900. Така да тоа е исто едно од многу убавите работи. Ја тврдам дека Дедо Мраз во Македонија помалце подароци и честитки носи отколку космонаутко. Борче Стаменов. Јас како активен IT човек во македонската IT заедница се судрив со неговото име уште многу одамна на форумите за IT, конкретно IT МК. Се збореше за тебе, но некако целата работа ми беше како волшебникот од Оз. Сите го зборат, никој не го знае, никој не го видел. Еве, конечно имам чест да те видам во живо. Повеќе од 5 години работиш со тоа што собираш, реставрираш, рециклираш стари расипани компјутери и ги носиш на оние кои што им требаат, односно најчесто се тоа на децата. Повеќе од 100 фамилии, ако не се лажам, 774 фамилии. Малце повеќе од 100, значи. Тука не значи 774 фамилии имаат добиено компјутер од Борче Стаменов од Кавадарци. Значи, мислам дека IBM и Microsoft во Македонија немаат тука негде сме се проверуваме се, да. Ти си нивна конкуренција во сенка. Кажи ми, многу ме интересира, значи ти си европеец на годината вон категорија за донирај компјутер. Иницијативата. Кажи ми како тргна целата таа работа? Како тргна, како и поише работи во мојот живот, обично се ми тргнува спонтано и случајно. Донирај компјутер, значи не беше некој план да прерасне у тоа што е денеска. Буквално имав некои компјутери у фирма што ги збирав кај мене, ја работам убедат информатика беше 20 години. Некои клиенти оставаат стари машини кај нас, пошто за нив се, да речеме, дотраани, за некого може да бидат и искористени. И ги собрав тие 20 машини, за почеток ги средив, ги разнесов по градот на почеток, значи тоа беше како почуен муабет. Новој му фали. IT Мраз. Да, баш така. И после баш го памтам и првиот статус што го пишав на Facebook, кога ми текна некоја таква идеја да правам. Дечки, имам една идеја, ама не е ништо посебно. И сега ми е смешно кога ќе се сетам на тоа назад. Така да оформив една страна на Facebook, донирај компјутер кој што нели уште си постои. Цела страна е моментално автоматизирана комплетно. Оние што сакаат да донираат компјутер може исто да се пријават. Секогаш кога ќе слеташ на страната, ти скокаат оние најчесто поставени прашања за нели да, пошто ја немам време цело време да менаџирам, а и плюс се работи за многу луѓе. Оние што сакаат да добијат компјутер, исто така ако кликнат на некое прашање, автоматски добиваат одговор.
Така почна некако. Интересно е, после 774 компјутери, има време, европеец на годината, што доста ми изненади и самата награда. Уопште не очекував дека ќе добијам нешто. Мислам дека дојдоме да се запознаеме со амбасадорот, пошто и самата Европска унија има доста помогнато во мојата акција. Исто донации, исто пакетчиња, скоро имаш унатре едукативни материјали, материјали за на училиште, самата торбичка која што беше како донација од Европска унија, после може да се користи како ранчо за одење на школа. Така да мислам дека и таа соработка ќе си продолжи и натаму. Погоден момент за давање на компјутери на деца со оглед на тоа дека се префрлија дома, мислам дека не можеше да се погоди. Искрено, ова со пандемијата само покажа колку сме ние неспремни како држава, да не речам, за цело онлайн образование. Да си кажеш. Значи јас знам, пошто го работев тоа цела година, оваа последната година, посебно 2020 година, успеавме да средиме 600 компјутери за 9 месеци и сите да се распоредат таму кај што треба, нели сите што беа пријавени со потврди добива своји компјутери. Морам да напоменам дека доста помош добив и од Екологистик од Скопје, кој што ми испаднаа во пресет и сите донации што ги правев јас ги разнесуваа било каде бесплатно. Така да ако погледнеш од некоја страна на донери компјутери изгледа доста едноставно. Не, може и комплицирано да изгледа. Од каде да погледнеш не е едноставно. Мене ми е доста едноставно затоа што сум така влезен на некој да не речам и дури ми е празно кога не правам ништо. Така. А кажи ми, знаеме како донираат луѓето компјутери. Како дознаваш на кој му треба компјутер? Значи самата страна која што е направена на Facebook, таму може да се пријави било кој. Значи и за ако сака да донира и ако сака да добие. Да. Значи ако сака некој да добие компјутер, должен е, значи тоа е мој некое правило, да достави било каква потврда со која што ќе го, нели, потврди социјалниот статус на семејството. Не е донира компјутер, знаеш, значи да се пријави било кој, него едноставно си има некои услови. Затоа и ужива некоја доверба и кај Европска унија, кај фирми што донираат, физички лица кои што секој ден се јавуваат со нови донеции, така да испеглана ми е од почеток до крај. Така. Амбасадоре, без оглед на тоа, знаеме колку се тешки предизвиците со кои што се соочуваме ние тука во Македонија, нели, евроинтеграциите се стратешки приоритет на Македонија. Кажете ми, ме интересира вака инсайдерски, до кај сме на тој пат? Ќе ја биде ли? Први да кажам дека Северна Македонија има многу блиски релации со Европската унија на ниво на влада, исто така на ниво на сите институции, бизнис заедницата, граѓанското општество. Така да постои исто така и учениците, студентите кои што ја користат и искористуваат Erasmus Plus програмата, навистина има многу голема поврзана помеѓу нас контакти. Пример само што ако земете за пример економската страна, 90% од странски инвестиции се од земјите членки на Европската унија, 51% се исто така увозот и извозот е од Европската унија, така ние сме од близко поврзани како партнери во дискусиите кои што сме ги имале изминативе години. Северна Македонија е вклучена во процес на реформи кои што мислам дека се во интерес на сите, исто така реформите кои што ја доближуваат земјата до Европската унија и всушност дојдоме до една точка која што е Северна Македонија, значи имаше испрачени толку реформи да Европската комисија и земјите членки одлучија значи дека треба можно е да се отворат преговори за членство во Европската унија, така да и со цел да станете полноправна членка. Всушност целта е сега да можеме да ги започнеме преговори и всушност тука се тие значи по проблематичните, значи всушност се работи за реформите на демократската страна, човековите права, владењето на правото, исто така стандардите, сите тие стандарди и политики на Европската унија да се адаптираат исто така во вашата земја, навистина да се учествува како полноправна членка, не само да преземе. Така да пред нас имаме еден пат на реформи кој што изискува многу, но тоа е добро што е
Европската унија цело време ќе биде тука со вас, како и секогаш економска, финансиска, техничка поддршка и како што се спроведуваат овие реформи, самите придобивки веќе се чувствуваат од самите граѓани и всушност полека различни придобивки доаѓаат од Европската унија кои што ќе водат до таа точка Република Северна Македонија да седне на иста маса со останатите 27 земји членки на Европската унија. Да не забораваме само дека како дел на ЕУ. Во категоријата за заштита на животна средина имаме и победник. Тоа е иницијативата на Точак или Наточак, што би рекли битолчени, али Наточак. Значи сите знаеме дека како што е космонаут кој херојот во категоријата на здравствени работници, така велосипедот е оној silent, невидлив херој во заштитата на животната средина, борба против загадувањето. Знаеме дека доколку еден човек се префрли на велосипед, тоа е автоматски најверојатно едно возило помалку во сообраќајниот метеж, во загадувањето со издувни гасови. Во Европа повеќе од 1 милијарда на евра се трошат за инфраструктура наменета за велосипеди. Направени се преку 2300 километри велосипедски патики и ленти само откако почната пандемијата. Во Скопје и во Македонија примерот се следи многу поспоро, но сепак се следи, верувам дека му треба малце така процес за да се навикнат луѓето и да возат велосипед и да ја почитуваат велосипедската култура. Тука го имам јас плакетата која што ќе им биде доделена на Наточак. Јас лично ќе се погрижам заедно со мојот велосипед без батерии да извозам и да испедлам и да им ја донесам и доделам ова признание. Сега, јас би сакал да ги повикам од режија да го погледнеме делот, односно видеото каде што беа доделени наградите за европејци на годината. Сите сте таму, нема бегање. Затоа режија, пуштете го видеото, едва чекам да го видат и другите. The European of the Year award recognizes individuals who've made a contribution to society, bringing about positive change, showing leadership and courage, and helping those in need. Undoubtedly, all medical workers deserve our recognition and gratitude, and today we'd like to recognize a person who has gone the extra mile in service to the people and in some way has become a symbol of dedication and fight against COVID-19. So winning the vote with some 66% is Denis Jankulovski, sometimes also now known as Cosmonautko. Продолжуваме понатаму, секако се посветено максимално во борбата за што побрзо завршување на ова криза, на ова пандемија и конечно бркање на ова вештерка. И она најубавото што е да се видиме вака без маски и во најубавиот, како што кажам, секојаш гушибац. Now the winner in this category, environment, with 41% of the vote, is the initiative Natocak, which seeks to promote cycling as a way of transportation and indeed a way of life, and which will contribute to reducing traffic jams, CO2 emissions, and help create healthier lifestyles. We're going to show the award here, but unfortunately Natocak is not able to join us today, but I'd like just to highlight that now and here online thank them and congratulate them for this award, and I'm really looking forward to cycling over and doing the same in person. You know, we often say that the wealth of a country is its youth. It's a truism. But I think here in North Macedonia, I'm absolutely convinced that it's absolutely true. I've been enormously impressed by the remarkable wealth that we see among the young people in terms of energy and ideas. And I've really been honored to have the privilege to meet many of them myself. Young people are often the drivers behind very important change and innovation.
They dare to cross boundaries, sometimes to the chagrin of parents and the older generation, but they dare to cross boundaries, breaking stereotypes and proving that the impossible is possible. Now today, we honor a young man who in many ways symbolizes all of the above. With 52% of the vote, the winner in this category is Alexander Matowski-Zako. He is a writer and an actor. He has a radio program. He's part of a dance club. Do come up, please. He's a graduate of the pedagogical faculty in Skopje. He's also an activist for the rights of people with disability and human rights in general. And he's contributed to promoting tolerance and inclusiveness. And it's a real honor for me to meet him, because I've also seen him on film beforehand. So it's a real honor to meet him here today and also to make this award. Да ви благодарам за наградата во време на пандемија, па така одлучив да ви прочитам една песна. Специјална Олимпијада. Не сме да ни потенуваат и да се негира дека ние сме разни, ние сме брзите. Не сте брзите по-паметни од нас, а тој кога со љубов ќе постигне повеќе. Thank you very much. The initiative Donate a Computer, created by Borche Staminov, seeks to ensure that every family in North Macedonia is in possession of at least one computer. This is truly an example of solidarity in practice, so I would like to invite Borche to join us now. Благодарност голема за таа поддршка што до сега ми е дадоте како Европска унија, или 2 години се работуваме заедно. Се надевам дека ќе продолжиме натаму и со наша помош да усречиме уште повеќе семејства во цела држава. Фала. Хероите на пандемијата. За сите ме интересира прво вака. Кога дознавте дека сте номинирани, еве ти кога дозна дека или не дозна. Немав појма. Што ви беше првото што ви дојде на ум кога дознавте дека сте номинирани за оваа награда? Еве јас да кажем, кога дознав, значи чувството беше фантастично, неочекувано, нормално и не знам, едноставно немам зборови со кои што можам да опишам самата номинација. Значи тоа беше, не знам како да, што знам, Оскар да речам, конкуренција за Оскар, за награда за Оскар. Навистина стварно премногу ми значи наградава, односно и самата номинација првенствено. Така? Ја би се доведо за Оскарите, ја зачудов како на режисерска лента и сега да те изберат и ти го кажуваат тоа име и мојот филм е и неговите авантури, така да кога ми го соопштија тоа, јас се чувствував пречен. Кога ви кажа дека победивте, мислите дека ќе победите, очекувавте? Па нормално кога си во некоја номинација, знаете, да, веруваш. Да, веруваш дека може да победиш. Дознавањето за тоа дека дојам наградата беше преку месенџер, кога отворив, кога прочитав, дури застанав едноставно и реков на супругата, види што пишува, значи да повториме дали е тоа што го пишува. И не знам, емоции, возбуда, сето тоа измешано беше да уште трае. Борче, кажи ми тебе, како ти соопштија, што ти соопштија точно, што се случи, ме интересира. Да не испадне како да речка, мене никој ништо не ми кажа. Ја искрено бев изненаден, значи ја не знаев зошто ќе идам тука, мислев дека ќе биде некоја средба дали со амбасадорот или со некој од лицата тука. Кога дојдов и кога више ми стана јасно дека сум добил нормално, кога на секој нормален човек ќе биде мило за тоа што ете на некој му текнало дека твојата заложба е вредна да се спомне, негде ли се обележи некоја. Кажи ми, во време на пандемија со отежнати работни услови, работна сила намалена, ти сам кажа дека работиш во компанија со IT, така. Да. Како постигнуваше и компјутери и работа од компанијата, има ли малце кога беше почна пандемијата, не кажам, едниот колега што, мислам, ние сме тројца во фирма, не сме голема фирма, едниот е директор, нели? Митко Дубровски, колегата Сашо почна да работи од дома, требаше и ја од дома да работам, но јас сум живец
Едноставно не можам да седам цело време дома, значи морам нешто да работам. Мојата работа е активна околу 2-3 сата на работа. Значи ја толку имам работа. Имаме доста клиенти кои ги одржаваме и сето оди значи ремоут. Не ни одам јас по фирми. И не кажува се дека 2 сата само работиш. Знае директорот и го одобрува тоа. Добро, окей. И ми останува доста време кој што решив да не го трошам бадила него да почнам нешто што на некој начин ќе вратам на општеството или ќе му го подобрам животот на децата на кои што му се најдов доста у овој период. Така. Цако, лицата со попрешеност легуваат во ризична група на пациенти. Како се справуваше во ова време на пандемија? Ме интересира дали им е обезбедена инклузивноста на овие луѓе? Првенствено да ги зборам само за себе, бидејќи кога беше 11 март, тој ден ми е еден од помилените денови, на брат ми му беше роден ден, не завраќавме од Русија и не дека на пола пат не соопштија дека ќе има епидемија, не можевме да се видиме со брат ми. Малку заплакав, но тоа го санирав многу брзо. 20 минути заплакав, потоа се седев за кадов што ќе почнам да пишувам поезија, бидејќи јас сум поет пред се, би се доведов и како активист, почнав некои проекти да прекам онлайн, но би се вратил малку на борбата, да биде кадам дека сум учествувал во Обединените нации, во самото седиште на Нью Йорк, пред пандемијата. Кога дое пандемијата, веќе беше шок за мене и моето тело, но сфатив дека јас со поезија ќе успеам и успеав. Имав една акција, само среда се викаше, каде што избирав мои песни, каде што ги постирав на Facebook, полека почнав да земам онлайн курсеви за новинарството и јас водам емисија, сакам да си ја водам и поднатаму. Јас сум Цако, постои во време на епидемија, мојата емисија оди онлайн на радио, не беше тешко да одам поднатаму онлайн, преко мобилен, позна сум дека водам емисија преко мобилен, дури види вака една ми го вадат примерот, дека тие кажуваат дека за пример, за мобилно новинарство, мене ме одвојуваат благодарение што сме во куќа, што имам двор каде да се снимам, каве да се попијам, да се напишам некоја песна, да напишам некоја емисија, да се ги средам идеите. 2 месеца ја немав од дома, буквално останот, но сепак се решив лека по лека да ослободувам. Фала Богу што во 2020 година за мене беше предизвикувачка. Би се роди внук. Ајде, нека жив и здрав. Тој ми го исполнува времето, ми дојде на мачка, на гости. Браво. И таа ми го исполни времето, така да... Значи фул си, немаш слободно време. Не си ти како Борче само 2-3 сата од денот да работи и после да одмора. Мојата работа е 24 часа. А кажи ми на кој радио може да се слуша, односно на која адреса може да се слуша емисијата? Ове онлайн радио МОВ. На МОВ, така. Таму може да се слуша. Ама и на твојот профил мислам дека на Facebook ги постираш, така? Да, постирам на мојот профил. Јас сум Цако профилот и се постира ова и не само на јас сум Цако и во невладиното здружение МОВ и тие го постираат, бидејќи е во склоп на здружението. Сегде ви има, значи, сегде ти има Цако. Неколку пати јас гостував кај него во емисијата, многу убава емисија, навистина со интересни прашања и опуштена. Најинтересно е што е опуштена атмосферата, така да секој му чест. Денис, ме интересира од светлите моменти 2020 година, по што ќе ја памтите ви? Светлите моменти, освен оние што ги набројавме, нели, делењето на новогодишните пакетчиња, сите оние насмевки, прекрасни моменти во средбите, не само со дечињата, туку и со возрастните кои што
кој што едноставно дури и се радува на посетите некогаш токму што јас бев тој кој што оди за Брисели. Има многу убави моменти. Кој ќе ве видат да, космонаутко, баш космонаутко дојде. Некој дури имаше ситуација каде што кога се правел налог за кај некого и кога разговарале нели анкетата кога е правена, ќе дојде Денис, колегата Денис, космонаутко ќе дојде, може, нема проблем, нека дојде. Супер, да. Меѓутоа една од најубавите моменти не ми е толку поврзана со космонаутизмот, како што си го нарекувам јас овој момент целата работа, тоа ми е летањето со параглайдер. Значи, тоа беше во единствените 6 дена кои што успеав да ги откраднам во овие сите 15 месеци. И кога отидов во Охрид, другарчето Виктор Боев со супругата ми рекоа дека едноставно сакаат да ме почестат. Еден прелет што за мене беше фантазија, беше нешто што би го повторил можда многу пати и ми беше многу големо ресетирање. Значи тоа ми беше како да повторно се вратив со истиот елан. Така да има многу моменти, веројатно нешто можда ќе излезе и така наречено како дневникот на космонаутко. Во која форма ќе биде, како ќе биде, јас се си запишувам, се што ми се случува, се што сретнувам. И неубави моменти има, нормално, меѓутоа тие се многу помалку и понеинтересни во секој случај, ама може да излезе и некој романче, стрипче или не знам што. Што да е, нешто да остане, да. Амбасадоре, пред крајот на оваа епизода ме интересира која е вашата порака до младите кои што се уште се движат во Македонија тука, на ова парче земја? Првин, ако може да споделам, да го споделам моето искуство од COVID-19, каде ја немав можноста, затоа што имав многу чудна работа. Всушност јас пристигнав тука во септември, јас сум дипломет и што прават дипломатите се среќаваат со луѓе, тоа е нашата работа, тоа е во нашето ДНК и всушност одиме и посетуваме земјата во другите градови и исто така, значи треба да менеџирам делегацијата, амбасадата од 80 луѓе и навистина бе изненаден за тоа што всушност беше можно, за тоа што луѓето навистина беа многу добри. И всушност луѓето навистина си одредија време за да се сретнеме, да разговараме. И всушност имам излезено од Скопје, во другите градови да ги посетам. Најубавата работа која што јас имам откриено во оваа земја се всушност младите, всушност изворени, не само можноста да се разговара со младите луѓе кои што имаат еден куп идеи. Тие знаат многу убаво што сакаат. Тие не стравуваат да го кажат тоа. Мојата порака до нив е дека навистина и тие имаат поминато многу од нив, значи низ многу тежек момент, некако затворени дома, значи се враќаме во моментот кога значи ние сме биле значи на таа возраст, момент кога правите многу пријателства. Мојата порака до нив е навистина да останат оптимисти. Јас мислам дека сега на некој начин доаѓаме поминал низ период кога се приближуваме на крајот на пандемијата, значи гледаме више крајната цел, се уште значи овој период значи изискува многу од нас самите, од самите власти. Јас мислам дека на тој начин може да донесете промени. Јас мислам дека и вие, луѓе, момци, навистина сте инспирација за нас. Како да го направиме тоа од ден на ден. Не само еден ден, туку всушност секој ден да се станува и да направите различни работи. И јас мислам дека тога се чувствувате како вредни. Вие сте пример олицетворение на тоа кога ќе се каже дека еден човек може да направи разлика или дека еден мал чекор може да направи на подолг период и како големи промени. Борче, кажи ми, ти отвори една тема солидарноста, нели, самоиницијативно. Според тебе ме интересира што мислиш колку е солидарноста важна, особено во вакви моменти како што е пандемијата? Пред што тргнам одма, ја мислам дека е многу важна, затоа што и сами гледаме дека ако не си помагаме сами, нема ништо да биде од нас. Ја пробам да инспирирам колку што можам на социјални мрежи, значи на Facebook сум секојдневно, со акцијата тоа што правам.
Доста ми беше, да не кажам, убаво, мерак, што имаше некоја емисија Нови херои, кои што се инспирирале од Донер компјутер и си направиле своја мини Донер компјутер, кој што направува, кој што бере повеќе опрема. Така да се надевам дека што повеќе луѓе ќе го следат примерот. Значи сето тоа што го правам и што го пишувам на било каде, не е тоа да се само промовирам или да се фалам или некој друг да фалам. Едноставно сакам со моите дела да инспирирам што повеќе народ да се вклуче, затоа што имаме уште многу деца за средување со компјутери, така. Јас ќе те прашав која е твојата порака за луѓето и за младите, ама мислам дека кажав, дека си ја кажа. Битно е да си бидат своји, да знаат што сакат и тоа што сакат да го зграпчат со двете раци и попат ако може да помогнат, да помогнат. Цако, кажувај сега ти, твојата порака кон младите во Македонија. Пред да ја кажам пораката, извини што ме прекинав. Да, повели. Сакам да дополнам дека во 2020 беше се случи и вработување. Ја веќе работам во Скопје, во социјала, детска и здравствена заштита. Тука сакам да им заблагодарам на екипата и еве мојата порака да бидеме среќни, здрави, живи и како што минува космонаут кој да каже госибац. Вие сте наред. Пораката до младите, да речеме да се надоврзам на се ова што го кажа и Цако и Борче, би можело уште да се дополни главното и основното кое што јас се залагам цело време, тоа е почитување, прифаќање и инклузија на различностите, затоа што сите сме на ова парче земја, треба да растеме заедно, впрочем, тоа е целата работа. Да бидат своји, да имаат своји идеи, меѓутоа во секој случај да ги почитуваат и останатите, да ги своите идеи, своите замисли да ги остваруваат со свој елан, со свој труд да биде сето тоа направено и да живееме едноставно, да бидеме многу подобри од што сме, да ги почитуваме оние вистински вредности кои што не се, мислам, и Европска унија ги прокламира, меѓутоа тоа се основни човечки вредности, да бидеме добри, да бидеме солидарни, да помагаме колку што можеме и многу повеќе да множиме, шириме и делиме љубов. Тоа е главното и да живееме во тоа што, како што кажа Цако, во најубавиот гушибац. Јас ќе ја кажам пораката, мојата порака во однос на Точак. Би ги охрабрил сите луѓе, особено младите и возрастните, да возат што повеќе велосипеди, затоа што не е работата да чекаме да се направи инфраструктура. Знаеме дека нема инфраструктура, знаеме дека тротоарите се пребукирани со бандери и со искршени ступчиња, знаеме дека има многу дупки, знаеме дека ги нема возачките патеки, но наша задача е да бидеме што поприсутни на велосипеди и са така да ги натераме властите и државата и сите околу да се направат сите тие, нели, таа инфраструктура, тие патеки, да ги научиме автомобилистите на правила за велосипедско однесување во сообраќајот, а со тоа дополнително да помогнеме во помалото загадување, во почистиот воздух, во зголемувањето на здравјето и физичката способност на граѓаните и на луѓето. Добро го кажав ова. I was good? Yeah, that was fine. Exactly. Може само да се дополни и останатите учесници во сообраќајот малку повеќе да ги почитуваат велосипедистите. Тоа се подразбира, мислам дека во моментот кога се дава на некој возачка дозвола, тоа треба да го знае. Треба, да, затоа што и тие се равноправни учесници, така да. Ви благодарам многу на сите за денешното издание. Јас уживав во секој момент, многу лесно го поминав ова. Се надевам се гледаме во повеќе изданија, бројките на заразени паѓаат, мислам дека се гледа границата веќе, линијата, финиш лајнот е тука, само не смееме да се опуштиме, мислам дека треба да издржиме уште малце, значи само да не се расчепатиме на сите страни. Така, ви благодарам и вас, драги гледачи, што бевте и денеска со моја сторија.
Се надам дека ви уживате исто како јас. Во следната епизода зборуваме за една исто така лесна убава тема. Темата ќе биде прва љубов. Не само убавите работи, ќе ги потфатиме малци и незгодните работи кои што не секогаш се зборуваат и се кажуваат. До тогаш останете живи, здрави, среќни, чувајте се, пазете се да го истрчаме овој маратон, долг маратон без да се повредиме до крајот. Довидување и имајте убава вечер.